Ванчо Тарабунов е роден пред 82 години во Радовиш, од сиромашно семејство, исполнето со многу љубов и благосостојба. Тој во општината е познат како колар, но во Радовиш и пошироко попознат како кантавтор на околу 200 песни. Минуват години, но ја сум сам, далеко Животот му поставил многу препреки, кој морал сам да ги помине. Тој успева својот живот да го изгради и стави на здрави нозе. На своји 16 години се приклучува во партизанските редови заедно со Ацо Караманов. Подоцна тој станува занаетчија колароковач, од кој занает тој екзистира долги години. Ванчо Тарабунов формира свое семејство и гради свој сопствен дом, исполнет со љубов и разбирање. Од своји млади години, тој започнува да пишува песни, кои подоцна самиот ги компонира. Идејата да почне да пишува му доаѓа од познатиот радовишки поет Ацо Караманов и првите песни тој ги пишува во редовите на партизаните. Тој е познат меѓу радовишани како весел и добродушен човек. Со секој застанува да помуабети. Луѓето го почитуваат таков каков што е. Своите песни тој ги пее насекаде. Учествувал на бројни концерти, во голем број културно-уметнички настапи, а има издадено и неколку аудиокасети и DVD материјал. Тој денеска живее со својата сопруга, со која има 2 ќерки и 1 син, како и внуци, со кој го поминува подобриот дел од своето време. Животот го поминува со музика и песна. Неговата инспирација за пишување и компонирање на песни не престанува. Покрај фамилијата, песните му се звезда водилка во животот. Јас по име Ванчо Тарабунов, од Радовиш, од мали години бех свесен, бугарскиот окупатор не можах да го трпам, бидејќи чиницата од амбарите ни ја собираа и за војската праќа ананас, даваа ни пченка, односно чиничка по радовишки кажано, брашно за месец и по 250 грама леп даваа ни за 24 сата. Со
Ацо Караманов од Радовиш, ние дружааме. Зошто дружааме? За това, јас бех голем мајстор на змајове, односно фуртини пордовишки кажано. Праваах на сите деца. И он беше како неко препадено лице, дете у Радовиш. Тука се често врташе у Келкоцевци. Тука они му беа поблиски роднини. Ама детето, знаеш, чат-пат навратаваше и каде нас, алал нека е, и ако бееме сиромаси, дозволуваме да седне на ручок, било на вечера и така натам. Другоруваме много. И он, ако не беше, јас немаше да идам у партизани. Он ми даде таква една идеја да идеме у партизани. И еден ден отидоваме, това беше на 6.9.1944 година. Меѓу најпрвите тука од Радовиш. И така Ацо Караманов секош беем у една чета, у една единица, и това ќе ви го кажам, тога имаше много дош. Врнаше нема додека. Како глусци ние бееме. И да сакаш да влезеш у некои куќи, не сме еден и двојца, това е народ, илјадници. Веќе надигнаваме се на нози против бугарскиот фашизам и германскиот фашизам, за да ги истереме шо поскоро од тука. У селото Звегор, тамо мене поставија моментално, амо германски руби бех. Аз само на раката имах тука народна одбрана. Сликата може да се види. И така, тука на дужност кога бех, еден камион од наша страна, од Македонија, оде за Бугарија. И јас му давам, имаме и стопарица дадено, да застане. Тој мислил дека сам германец и даде газ, уше камионот да му оде побрзо. И у тај момент, јас, кога камионот укучи, на една страна се истрни, бидејќи џадето беше на една страна, и јас веднага уидех за да ми даде документ. Дали има пропусница. Он на место документо извади ми пишоло, за да му утепа. Арно, мислејќи дека сум германец. Арнама, у тај момент, ете среќа, у колку илјади меткове, ја шо знам, ете тај метак не активира. И виде Ацо Караманов ми на мене даде како дете, ама оно беше со идеи, сакаше уше како дете да се изразе поетски и изразваше се. Имаше у него нешто поетско. И така јас по неговиот пат, он ме натера у партизани и заедно бидејќи он ме натера до тие работи песните, денеска што ги имам едно 200 песни, да станам кант автор. И то не со школу, него без школу. Имам јас 200 песни. И имам јас завршено 7 оделение. Ништо повеќе. Тога и условите не дозволуваа. Тога и за да бидеш учен, требаше пари. А мојот татко имаше 5 деца. 3 женски и 2 машки. И немааме ние услови. И ако јас имах и жалеех много за бил каков инструмент, ама најпосле куќата денешна шо е на Шутето Вано, таа беше трпкова куќа. Јас сум цел ден простирал цигли од калта. Цигли сме правиле са мајстори, печеле се ги и така куќата е изградена на Шутето Вано. Трпкова куќа, на Коце Трпков куќата. Јас оти малолетен, јас како војниче префарлиеме у Морнарица.
А Морнарица беше 4 години. Не 4 години, 4 години и 2 месеца. Јас бидех војник. Кога се вратив 48 година тука во Радовиш, на сите намесата куќи имаше направено, а на нас ништо. И така морале сме глава да кцаме, да работаме како црнци и редриботи, да дојдеме до покрив над главата. Бидејќи Мазнејко ни е на мојот татко прабратучет, и он, како братучет, дозволиле у неговата куќа под кирија да седаме. И така се додека дојдеме до кров над главата. Околу 50 година веќе дојдеме до кров над главата. Тешки години сме преживијале, не само јас и целата фамилија. Јас сам бил коларковач. И ковачки, и коларски, занаат од дрво. Еве со таа рака, и чат пат ме заболува сега на стари години, цела кола да направиш. Една кола да е лесно. Имах своји работници. Имах 5 шегратали, како да ти кажам, калфи, по наше кажано. Имах 5 души калфи. И работаа они, а јас ги разнесувах колите. И јас работах. Музиката оти на мене ми лееше. Кажавах ви, просирал сам цел ден цигли за едно инструментче да добијам од Ацо Трпков. Даде ми он на мене мандолинка. И на таа мандолина почнах да чепкам, да се учам. Која година? Самук. Тоа е било 39 година. Тоа е било. 39 година. Почнал сам на примо да се занимавам. И така изучи го до некаде примо. После на занаато веќе гледам да направам, да си го средам положението. Дојдех до пари со пот и еве куќа направих. Живото ми е многу добар, бидејќи јас со сработа се постигнах. Јас сум најголеми сернадаџи во Радовиш на моите години. Без мене сернада не се почнуваше. Јас не можах и како женен да спијам, да се наспијам. Стално ида од сите друштва, ида каде мене и одах по серенади. Јас имам најмногу песни за серенада. Тие песни нема ги и у Македонија не се пеат тие песни. И биле градоначалнико многу пати ми обеќава, Ванчо вика, сакаме, викам, од тебе, сакам, вика јас, од тебе, вика, да направиме у Центарот за култура Ацо Караманов една, вика, серенадна вечер